Секој петти гласач во Македонија е млад. Низ бројки, 370.000 луѓе со помалку од 29 години имаат право да влијаат на исходот од изборите. За споредба, со толку гласови се добивале и избори во Македонија. Но вообичаено, само 20% од младите на возраст од 18 до 29 години ќе го искористат правото да гласаат, што е далеку помалку од просекот кај повозрастните. Në mendojmë se duhet të ndryshojnë shumë gjana, Maqedoni u the që shumë e mirë mund të ndryshojë edhe të ardhmen e njëri më të qëndosh edhe më перспективе. Сечиев глас вреди, така да сечие гласање може да смени нешто во животот, така да исто има. Vlerë mund të ketë nëse ja japun votën atinas që tamam e meriton. Nuk votojnë njerëzit drejt. Po mund edhe politika mos jetë drejt, pra sistemi politikës. Има една страница, се вика јас гласам.мк и кажете баш ова, дека има програми на градоначалниците, дека може да гласаш. Разговорот со овие студенти во Тетово го направивме додека една друга група млади ги убедуваа своите врсници да гласаат. Симен që votimi juaj mund ndryshoj diçka, domethënë në qytet edhe në këtë qytet. Do të ishte mirë që të shkonin në UEFA-qen atje edhe të jepni mendimin tuaj, rregull? Faleminderit. Gjao, mund të shpërndoj disa flara, cilat janë për disa informata për ta votuar. Lehtësisht hyni atje edhe të jepni mendimin tuaj. Në rregull? Okej, faleminderit. Волонтери од проектот Информирај се, биди активен гласај, со денови водат кампања и на други места. Бидејќи како во Тетово, така и во Скопје, неголемиот број млади не чувствуваат дека правото на глас е и моќ да направат промена. Искрено, јас си кажувам дека ќе излезам на гласање само заради тоа да не ми го искористи некој друг моето гласачко право. Инаку не знам дали колку би можела да променам нешто со тоа. Требаше да помине многу време за да се слушне гласот на студентите, инаку институциите и државата и општеството како целина воопшто е многу глуво за барањето на студентите, за правата на студентите. Па да, сега глас би променил нешто. Държавам се дека не. Не, многу, ама се надевам дека идна да. Според истражувањето на невладината организација Nexus граѓански концепт, апатијата кај младите гласачи извира од нивните проблеми, како невработеноста и незадоволството од образованието и здравството. Така половина немаат интерес за политичките случувања, а повеќе од 80% сакаат да ја напуштат земјата. За Афродита Муслију, токму директното информирање е еден од начините да се разубедат младите, дека нивниот глас прави разлика. Резултатите кои што сакаме да ги постигнеме е да го зголемиме бројот на излезот на младите, некаде на околу 15%, но тоа не е нешто најбитно. Само да се зголеми бројот на младите да излегуваат да гласат, него на нас не се потребни и квалитетни гласачи. Што значи тоа? Тоа значи дека пред младите воопшто да излезат да гласаат, треба да бидат информирани. Требало да ги прочитаат програмите на своите кандидати од својата општина. И на тој начин, кога ќе ги прочитаат програмите на своите кандидати, ќе можат да направат разлика и да гласаат за онаа програма која што ќе биде од нивен интерес. Обидите да се мотивираат младите гласачи за овие избори продолжуваат и на најпопуларниот медиум за оваа група луѓе – интернетот. Невладината Nexus изработи страница на која ги има сите програми и на актуелните и на кандидатите за идни градоначалници. Друга веб страница пак помага секој да ја пронајде најдобрата политичка понуда според неговите лични убедувања за, например, урбанизмот, екологијата, па и верата и етничката припадност. Според координаторката на овој проект, Лура Положани, барем за локалните избори младите неретко може да се збунат. Интересното со локалните избори е всушност дека сите партии и тие партии кои можеби во централно ниво испаѓаат како подесно или подцентрално, во овој случај се сите повеќе на левата, значи во
левичарска некакво мислење кога доаѓа до нивните документи, нели? Зашто ние ова методологијата е лимитирана во документите што можеме да ги најдеме и во само кодирањето на партиите кога тоа беше достапно. Што значи тоа е дека ние тука не ја следиме имплементацијата на овие идеи, туку што викат овие партии во нивните програми. Дека политичките партии лесно може да ги збунат и оние млади што излегуваат на избори, е докажано и со студијата на Институтот за социолошки и политичко-правни студии. Например, 40% од младите имаат и крајно десничарски и крајно левичарски ставови за одредени прашања. Оние што сакаат барем да зборуваат за политика, не сакаат да учествуваат во неформален политички ангажман надвор од партиите, како невладин активизам или волонтирање. Една од причините за тоа може да биде што кај нас се уште политичките партии го доминираат политичкото во земјата, значи главни актери на мобилизација и главни актери за кои што се мисли дека се најмокни, највлијателни во земјата се уште политичките партии. Голем дел од младите во студијата во други при одговори на други прашања споменуваат и дека нели вработувањата и другите и можностите за напредување не се водат баш по критериуми на заслужност, туку по политичките врски се доста важни. Па затоа гласањето на изборите можеби е поттикнато и од некои вакви мотиви. Професорот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Вели Креци, сепак не се согласува дека односот на политичките партии кон младите е клучен за нивната абстиненција. Вината тој ја гледа во образованието, кое не стимулира критички однос кон реалноста. Нема средина каде што младите ќе сакаат или ќе бидат вклучени во процесот на формулирање на политика. Политичкиот процес многу е битно самиот индивидуален или индивидуалец или као заедница да бидат вклучени не во донесување на одлуки, него во формулирање на самата политика и само со организирање на ниво на локално или на национално ниво за да организираат и да направат лобирање во однос на тоа да се чуе и гласот на таа популација во однос на проблемите. Најдобар пример во последните години дека гласот на младите е глас на моќ се студентските протести од пред 3 години. Упорноста и масовноста ја победија намерата на власта да им воведе државен испит. Таква се чини и упорноста на младите волонтери кои ги храбрат своите врсници да гласаат. Но ќе им биде потребна и масовност на гласачките кутии, за барем да се обидат иднината која си ја гледаат пред се во Европа, да ја реализираат дома.